СДСМ и Венко Филипче се по пишманија за црвените линии бугарската тема, што самите ја наметнаа. Им текна дека сме во предизборен период, па резолуцијата можела да биде злоупотребена, иако и речиси пред еден месец, кога за прв пат Филипче најави ваков документ, се знаеше дека граѓаните на есен ќе излезат на локални избори. Лидерот на СДСМ неколку пат изјави дека документот се подготвува и до крајот на тековната работна недела ќе биде доставен до собранието. Во моментов СДСМ ја подготвува резолуцијата во широка консултација со експерти и партнери и нема намера да брза, информираат од таму. Внимателни сме и со можноста за злоупотреба на овој важен документ за изборна кампања од оние кои не сака да ја видат Македонија во ЕУ, затоа и внимателно ќе го избереме тајмингот. Ве молиме за разбирање и трпение. СДСМ за разлика до многу други партии кон ова прашање пристапува со сериозност и искрени намери. За прв пат Филипче најави сериозен документ што ќе го реши билатералниот проблем со Бугарија пред повеќе од 3 недели. И ќе ставиме на масата. Еве резолуција, еве да ги утврдиме нашите црвени линии, за да укажеме јасно и гласно дека сите треба да бидат честни кога кажуваат какви се политиките, а не да се користат со лаги и манипулации. По 3 дена Филипче на пресконференција рече дека резолуцијата ќе биде готова до крајот на неделата. На новинарско прашање што ако Македонија попушти и Бадила ги внесе бугарите во уставот, а при тоа се соочи со нови услови и уцени, Филипче нема конкретен одговор. Тој ја разбира грижата на граѓаните за можноста од нови бугарски уцени, но сепак смета дека потребно е единство во парламентот за ова прашање. Јас ја разбирам грижата на граѓаните, а тоа меѓу другото тие на некој начин и го изразија за време на минатогодишните избори, кога во тој контекст така гласа, кога станува збор за СДСМ наспроти ВМРО ДПМН, и сметам дека таа грижа на граѓаните не треба да ја ставиме по страна. Исто така сметам дека во ниту еден документ не се загрозени ниту националните интереси, ниту е направено некакво предост. По 10 дена Филипче рече дека до понеделник пратениците ќе имаат резолуцијата и очекува широка дебата. Овие денови ќе биде спремна резолуцијата и во текот на следната недела на почетокот, во понеделник или вторник, јас сакам таа резолуција да ја образложам пред јавноста, пред медиумите и во исто време да ја поднесам во парламентот. Инаку СДСМ предизборно се занимаваат со исцртување на македонски црвени линии, кои тие во повеќе наврати ги показија. Во 2021 Македонското собрание веќе донесе декларација во која прецизно се отцртуваат национални и државни позиции во однос на македонскиот јазик, историја и идентитет. За овој документ гласаше и СДСМ, но само една година подоцна целосно ја погази со прифаќањето на францускиот предлог, кој освен што ги загрози националните интереси, ги блокираше и евроинтеграциите.